Никогаш нема да ја дознаеме сета добрина што една насмевка може да ја направи. Мајка Тереза. Фаза 1. Лични приказни. Детството на село. Уште од дете бев финает. Среќен сум што тој инает низ годините научив да го развивам и да го надградувам. Никогаш не го загубив. А имало и такви што ми го оспорувале и ми го сметале за мана. Но јас ќе го задржам и во иднина. И ти сигурно го имаш помалку или повеќе. Колку е тоа само позитивна работа ако го насочиш во вистински правец. А ќе го најдеш и правецот ако го отвориш умот и активираш желбата и знаењето. Сцена 1. Со патнико. Гледајќи ги на интернет првите 4 епизоди од Продолжи со насмевка, веќе знаеш дека раните години од моето детство ги поминав живејќи на село со роднините. А како дошло до тоа? Неколкумина како тебе ми поставија прашања за некои моменти кои ми останале докрај неразјаснети во епизодите. Искрен да бидам, тоа не беше случајно така оставено да лебди во воздухот. Имав интенција дилемите да бидат одговорени во книгава. Така одговорите ќе ги знаат не оние кои само површно се интересираат, туку тие што навистина се редовни и искрени поддржувачи на секој аспект од Продолжи со насмевка. Одговорите ги заслужуваат тие што го доживуваат ова животно соголување како нешто што е корисно, што може да помогне, да инспирира, нешто што ги поттикнува на размислување и акција. Инаку, и татко ми и мајка ми се родени и израснати во две села од истиот крај, во Паланечко-Босилеградскиот регион на тромегијата Македонија, Србија, Бугарија. Веројатно, поради своите стрмни предели, историскиот секогаш овој крај бил пограничен реон на различни царства, империи и држави. Например, Отоманското царство и Австро-Унгарското. Одамнина, овој регион главно бил населен со словенските племиња, шопи и торлаци. Татко ми е роден во село Црноштица, околу 1400 метри надморска височина, а мајка ми во село Љубата, околу 1000 метри надморска височина. Едното од другото село се оддалечени околу 13 километри, од кои 5 километри стрмен пат. Семената легенда за предците на татко ми вели дека дамнешното наше потекло е од околината на Кратово во Македонија. Оттаму нашата фамилија в село ја именуваат со Карадаци по Карадачката местност. Татко ми Јане учел од 5 до 8 оделение токму во селото на мајка ми. Тоа е малку поголемо село, веднаш до реката, до патот кој поврзува градови и место во кое имало повеќе деца. Оваа релација од 13 километри ја пешачел буквално секој ден, наутро на кај училиштето и навечер назад за дома. Подоцна завршил средно училиште, средна стручна подготовка, како што тогаш биле називите, машин-браварска насока. Мајка ми Велика пак завршила средно трговско училиште. Татко ми првите искуства како чирак заедно со екипа мајстори ги стекнал низ многу македонски места. Преспа, Негорци и Скопје биле само дел од дестинациите каде што тој пред се обучил да биде водоинсталатор. Па така, по завршувањето на воениот рок, зел мал плац, имот во село Долно Лисиче во предградието на Скопје и најмногу со помош на Чичко ми Стоичко почнал да гради куќа. За почеток успел да изгради куќичка со 2 соби и бања. Набрзо потоа стапиле во брак со мајка ми некаде во 1981 година. Таа тогаш имала 21 година, а тој речиси 26. Во 1983 година се родил брат ми Игор. На една од првите негови слики од тоа време, сликана со стар апарат, тоа е прекрасно русокосо детенце со шмекерска насмевка и магична енергија што плени дури и на прв поглед. Во тој прв период од заедничкиот живот, моите родители имале многу убави моменти и спомени. Тоа се гледа и од еден огромен зелен албум со тврди корици, исполнет со црно-бели слики во различна големина. Нема ни да забележиш дека сликите се црно-бели. Восприемајќи ги сликите, од окото до срцето, ја чувствуваш енергијата како да си со нив, како да си таму. Толку живописно ја отсликуваат нивната среќа.
Кој знае колку пати со брат ми сме го прелистувале тој албум кога сме биле сами дома. Но, токму во тие 80-те години се случиле две големи фамилиарни трагедии. Во Љубата починала сестра на мајка ми, тетка ми Руса. Имала само 27 години. А во Црноштица во летото 1986 година, на истиот датум со земјотресот во Скопје, починал и чичко ми Стоичко. Тој пак бил на 43 годишна возраст. Овие ненадени настани, без никакво претходно очекување за такви последици, биле шок за двете фамилии. Во секунда ги промениле нивните животи. При секое нивно раскажување на тие настани, ми остануваше чувството грџ во грлото, тапо стегање во градите. Мала светла точка во тие тажни моменти била веста дека мајка ми повторно е бремена. Па така на 28 февруари 1988 година, во 16 часот и 10 минути, на клиничкиот центар во Скопје, сум се родил јас, Мирослав Драганов. Таа година била престапна, февруари имал 29 дена. За помалку од 8 часа ќе сум се родил на 29. Штета. Многу сакам да било така. Ќе беше многу специфично. Ќе се славев роденден секоја 4-та година и ќе те викав и тебе на прослава за полнолетство кога ќе имам 72 години, а прославени 18 родендени. Интересно, нели? Но и вака не е лошо. Секако ќе те викнам на прослава на 72-тиот роденден во 2060 година, само да сме живи и здрави. Во таа еуфорија од моето раѓање, сепак нешто ќе го промени текот на животот за секогаш. При породувањето, папучната врвца прерано била скината. Во тие први месеци по моето раѓање, тоа предизвикувало разни скалести последици за мајка ми. Едни од нив се и поспородилните трауми со кои се борела, но за жал неуспешно. Таа починала на 19 декември истата 1988 година. Свети Никола по православниот христијански календар. Како 10-месечно бебе, воопшто не ја паметам. А брат ми пак тогаш имал нешто помалку од 6 години. Се сеќаваше на неколку спомени со неа. Знаеше некогаш да ми ги раскаже, но не толку често. Се насетуваше во воздухот дека и нему му влијаеле травматично. Во тоа време, татко ми работел во 3 смени во тогашниот голем гигант Охис од Скопје. Подоцна, кога ни раскажуваше за условите за живот од тој период, знаеше да каже: имаше само една продавница во центар. Тоа беше само послуга, од каде што можеше да купиш јадење и која работеше речиси непрекинато. Патот од Долно Лисиче во правец на центар не бил асфалтиран, туку само црн земјен пат. Често имаше кал, а јас со велосипедот секојдневно врвев оттаму. За градинка па воопшто да не зборувам. Еве, и ден денес кај нас нема градинка, иако има многу деца. Во почетокот доаѓаа баба ти Витка и баба ти Паца за да ми помогнат во вашето чување и воспитување. Не беше едноставно, сепак е далеко. Никој од нас немаше автомобил и 200 километри беа тешки за патување секојдневно. Поради тоа го избравме решението тебе да те земе да те чува баба ти Паца во Љубата, а брат ти Игор, кратко време пред да тргне во прво оделение, да го чуваат баба ти Витка и дедо ти Драган во Црноштица. Ете, тоа е мојата кратка семејна историја со патнику. Таа е само вовед во првите моменти за кои се присетувам на моето детство, првите само спознавања и животни сцени кои знаат фамилиарно да се прераскажуваат и до ден денес. Верувам дека секоја фамилија, па и твојата, има такви незаборавни моменти од детството. Сигурно и ти паметиш многу од тие сцени. Тоа е непроценливо богатство. Припомнувај си го и чувај го. Убаво е кога дамнешните случаи можат да се пренесат и на новите генерации од ова време. И во денешни услови може да се применат помалку или повеќе. Нешто ќе се приспособи, а друго пак може да престане да се прави затоа што е сосема неприменливо во сегашноста. За моја среќа,
Уште од мал бев обкружен со случаи кои не можеа така лесно да се заборават. Нивното прераскажување на моменти носеше патетика, ама истовремено и ме учеше на почит, на правилно вреднување, на солидарност, на искреност, на борба и издржливост. Покрај нив, секојдневно имало и весели, интересни настани кои на многумина ни измамиле насмевки, ни влевале ослободеност, желба за играње, за дружење, за она што денес многумина знаеме да го кажеме кулирање. Обата вида случаи се вредни за паметање. Тажните е здраво да се паметат и од нив да се извлече научена лекција, но да не ги преживуваме повторно и повторно секој ден. А од друга страна, веселите настани е здраво да се прераскажуваат што почесто. Така ќе имаме се повеќе радосни срца и смеа на лицата. Сцена 2. Од живеењето кај баба ми Паца, мајка на мајка ми од Љубата, ептен малку се сеќавам. Таму сум живеел до 3 годишна возраст. Куќата е оддалечена на 20 на минути пешачење од центарот на селото, од сред село. На само неколку стапки од неа е течението на реката. Имаш чувство како да си во дупка, ама во прекрасна дупка. Каде и да го метнеш погледот, ќе бликне околната зелена шума. Бор, бука, домашни овошки, зеленчук по бавчите под куќа. Реката безпрекен жубори. Подскокнуваат водените бранови и се удираат во чистите речни камења. Со различна брзина. Со енергичен сплет од звуци, ни баре цела филхармонија е тука присутна. Одзивот на луѓето, звонците на овците, пеењето на петлите, лаежот на кучињата одекнуваат од другата страна. Се одбиваат од блискиот стрмен рит обоен во зелено руво. Имаш чувство дека се таму, преку реката, а тие всушност се веднаш до тебе. Еден врел, сончев ден, играјќи си така со песокот кај чешмата, со лицето испотано, извалкан, поцрвенет, не знам дали повеќе од жештините или пак од калта во која секојдневно си играв, се приближуваат двајца мажи. Од таа страна, патот до куќата беше послан со ситен камен, со синкава боја и 20 на метри така се спушташе точно до нашиот двор. Кога се појавија на видикот, еве како да се случува повторно во моментов, ги здогледав нивните насмевки. Во истиот миг сонцето доби темно-златна боја. Подготвено да се нурне на запад, им го припекуваше грбот. Едниот од нив, така воскликнат, ми се приближи и ми постави прашање кое остана да лебди во воздухот. Да се запрашаш дали прашањето е за мене, за човекот со него кој имаше мустаки, или пак за двајцата истовремено. Кој е ова извалкано детенце? Чие ли е? И додека го постави прашањето, во истиот момент подклекна, ме грабна во неговата прегратка, ме гушна силно и тивко ми шепна: "Милото мое татино детенце." Тоа беше првата прегратка од татко ми на која се сеќавам. Таа топлина уште ја чувствувам. Човекот кој дојде со него беше другар на татко ми, Чичко Ване. Цел живот сме куќни пријатели. Во многу од моиве приказни, особено во оние од детството, и тој и неговото семејство имаат значаен придонес. Буквално целото 4-члено семејство се едни од моите ментори. Откако се раскомотија, седнаа внатре и заедно со баба ми и тетин ми разврзаа муабет. Јас само наслушнував, додека си играв со дада ми и двајцата батковци пред очидите од тетка ми. Тетин ми и баба ми му кажуваа на татко ми за една неодамнешна случка во која главната улога сум ја имал јас и еден подалечен дедо кој живееше во куќата до нас. Мики му седнал во скутот и му пее песнички. Дедото го клацка на коленце и му кажува приказни. Ама додека му кажува, си пивнува од ракијата што скоро ја печеше. По некое време доаѓа Мики и ми вика: Тетин, ние се опијанивме со дедо. Ние се пресековме. Потоа свативме дека му давал само на прстето да лизне од неговата чаша, па со олеснување се изнасмеавме, раскажува тетин ми. И му рековме да не му дава веќе ракија на детето,
туку само да му раскажува приказни. Големи пријатели се тие двајцата, се смее тетин ми, привршувајќи го раскажувањето. Баба ми се надоврза нешто и го заврши таа разговорот со незината фраза што ја користеше многу често. И тоа. Таа незина често користена фраза се слушаше како и доа, на што сладко ќе се насмевнев. Сцена 3. Освен на оваа претходна сцена 2, која ја паметам како низ сон, следните сеќавања ми се од детството во Црноштица, кај роднините по татко ми. И оној пресвртен настан кој го раскажувам во првата епизода Среќно детство, како сум останал да живеам со родителите на татко ми, не го паметам лично, туку го знам од многу раскажувања на моите роднини. На сите им имаше оставено посебен впечаток таа сцена, па често ја раскажуваа низ гласна насмевка. Особено ги прераскажуваа моите зборови. Нова баба, нова дома, убава баба, убава дома, сум викал. Навистина, никој не се наделал дека само по 2-3 дена поминати на гости, баба ми Паца ќе мора да ме остави во другото село, бидејќи така силно сум го засакал на моите 3,5 години. И оваа моја постапка го покажува и најатот што сум го имал како дете, а и мојата одлучност, особено преку моментот знам што сакам, иако таа била само на едно детско несвесно ниво. Таа тогашна одлука ми донесе нови незаборавни детски мигови во Црноштица во наредните 2 години пред да се преселам во Скопје за да се запишам во забавиште. Сцена 4. Се присетувам на неколку доаѓања на татко ми додека живеев таму. Обично доаѓаше заедно со брат ми. Од тие средби најмногу паметам дека во секој можен момент брат ми Игор ми даваше по некој совет, а знаеше понекогаш и намерно да се подбива за некои мои постапки. Но тоа беше толку искрено и со добра намера, што воопшто не му се лутав. Многу негови постапки и совети ме челичеа уште од мал. Имаше еден трговец, пријател на братучет ми, кој често доаѓаше в село да откупува добиток и да го препродава во поголемите градови. При секое негово доаѓање ми носеше по една чоколада. Бев прилично штедливо дете, па во електричниот шпоред во најдолната фиока си чував залиха од чоколади. Во периодите кога беше в село, брат ми понекогаш знаеше да ги начека и да ми ги изеде неколку од нив. Откако ќе забележав, малку му се лутав. Не поради тоа што јадал од чоколадите, туку поради тоа што ниту ми кажал дека ќе земе, ниту пак ме прашал. Обично многу шеги произлегуваа од тие сцени. А уште од тогаш, двајцата малечки, јас околу 4, а тој околу 9 години, ме поддржуваше и ме учеше многу работи за кои ден денес сум му неизмерно благодарен. Во тој период ме научи да ја изговарам правилно буквата Л. Се обидуваше да ме научи на правилно изговарање и на буквата Р, но тоа остана моја заштитна карактеристика, како што ја опишувам во втората епизода Моето Р. Во тие години од моето рано детство, тој најмногу ми ја пренесе и љубовта кон фудбалот, кон јавањето коњи, а често нашега ќе ми речеше: "Аман, многу зборуваш, мелеш како празна воденица, ми постави 1000 прашања во една минутка." Знаеше и често физички да се бори со мене и да ме држи под негова контрола, се додека не признаам дека е посилен. Во Скопје оваа наша традиција земаше поголем замав. Тешко се предавав, се борев до последен здив. "Предај се", ќе повтореше неколку пати. Откако конечно ќе се предадев, знаеше да прокоментира: Инаетот некогаш знае глава да скине." Тоа го мислеше и кажуваше најмногу за физички пресметки и борби. Во таквите околности навистина беше во право, но за упорност во спортот, во работата, во животот воопшто, тој беше првиот што ме советуваше и поддржуваше да не се предавам, да не плачам, да се борам до крај. Инаетот во таа смисла го живееше самиот и воедно го вдахнуваше во мене уште од дете. Едно негово мото, уште од времето кога беше ученик, го паметам и денес. Не учи напамет, туку со разбирање. И снаоѓај се, секогаш, велеше. Сцена 5. В село чувавме по 2-3 кучиња, неколку мачки, 5-6 крави и по некое теле,
30 на овци со неколку јагниња, 2 кобили, кокошки, свињи, домашни животни колку ти душа сака. Од сите нив, најмногу ги сакав кучињата, овците и коњите. А сакав и да јавам многу, но сепак помалку од брат ми. Можеби поради тоа што бев помал и можев полесно да паднам додека јавам. Поризично беше за мене. Тој пак имаше долги нозе. Кога ќе ја зграбеше кобилата со нив, едноставно нема паѓање. Едно од кучињата беше многу паметно. Моето најомилено. Се викаше Буфи. Со него буквално можев да си играм на 100 начина. А тоа, разбираше, ми се чини повеќе од човек. Буфи, здраво, ќе му кажев и ќе ја испружев десната рака. Тоа некогаш знаеше да ја подаде левата нога наместо десната и јас ќе реагирав десната и веднаш се поправаше. Често го викав да оди со мене да ми прави друштво додека ги втерувам овците во трлото. Пешачевме по 15 на минути, некогаш и до половина час. А тоа без исклучок доаѓаше да ме дружи. Со мене обично носев по едно парче леп, најчесто испечено во подница, премачкано со крем, со биено масло или пак со малку мет и зејтин. Низ игра по патот го делев лебот со него и јадевме заедно. Кога пак стрина ми беше цел ден овчар, Буфи секогаш по цел ден одеше со овците. Во тие денови ја пречекував стрина ми кон крајот на денот. Со радост во срцето се качував угоре по планината и ќе дојдев до Рит. Таму ни беше местото за пречекување на сите пастири, на сите домашни животни. Стрина ми секогаш од овчарското кесе ќе ми извадеше едно парче леп кое го чувала за мене. Тоа ми беше многу сладко. Го јадев со сласт и тогаш барем едно крајче ќе го споделав и со Буфи. Прекрасно другарство меѓу нас двајцата. Еве и сега се смеам за една фотографија од тоа време. Беа сликани двајцата братучеди, брат ми и Буфи, и кога ќе ме прашаа кои се овие луѓе на фотографијата, велев: бате Дашо, бате Славе, бате Игор и бате Буфи. Дефинитивно, љубовта кон кучето беше еднаква како кон роднините кои ми беа најблиски. Слична ми беше љубовта и кон овците. Брат ми, например, повеќе ги сакаше кравите. Нив ги одгледуваше и му беа поинтересни активностите со нив. Ги користевме кравите за влечење пластови сено или пак за влечење на она стара селска кола со убави дрвени тркала, кои денес може да ги видите само во етноселата. И јас ги сакав кравите, ама не ми беа првиот избор на домашни миленици. Од нив сакав да пијам пресно, свежо, неварено млеко. Тоа ми беше многу сладко, а и мислам дека ми помагаше за надминување на бронхитисот што во тие години ме мачеше. Сепак, се на се, бев повеќе одговорен за овците. Им ги знаев имињата на сите нив. Кога пак ќе се објагнеа, речиси на секоја јагне му давав име. Им бев кум. На некои од овците им ги пресметував роднинските врски. Знаев кои овци се од иста мајка, ама родени во различна пролет. Се интересирав и паметев кои од нив тоа лето не се објагнети, па немаат млеко и не може стрина ми да ги молзе. Додека таа ги молзеше, цело време стоев подпрена од градата од трлото и си разговарав со неа или пак се играв со јагнињата. Кога малку подпораснав, знаев и јас да измолзам по некоја овца. Ми беше интересно. Едноставно, уживав во нивното одгледување. Да не мисли некој дека треба да се срамам од тоа? Па не сум правил злоупотреби или криминал за да се срамам. Само сум се интересирал и ми всадиле желба за честна работа уште од мали нозе. Неизмерно им благодарам за тоа на сите мои блиски кои биле околу мене. Игрите со јагнињата, со кучињата, како и оние со скршената лажица за манџа и со дупнатото тенџера во песокот, ми беа умилени. Играњето со јагнињата од секогаш ми било посебно. За време на летниот период, овците спиеа надвор, по цели ноќи в трло, на отворено. Трлото беше поставувано во близина на некоја од нивите кои требаше да бидат орани есента или пролета, а оваа реколта не се изорани. Дедо ми беше тој што го поместуваше трлото еднаш недавно. Така и овците спиеа на почисто, а и ги убреа на ново место. Двоен ќар, што би рекле.
Во таа активност го дружев често. Ми беше многу интересно кога тој ќе замавнеше силно со дрвениот токмак, ќе го удреше колецот за да направи нова дупка, за да постави ограда. Ми беше интересен ударот, но најмногу звукот што одекнуваше по ридот, по планината и ќе отидеше далеку. По некоја секунда ќе се слушнеше на ридот од другата страна што се наоѓа преку долината и се добиваше чувство дека и таму некој удира, а всушност немаше никој. Подоцна на училиште дознав дека тоа одзвонување на звукот се вика ехо. Имало една случка на која не се сеќавам, ама многу пати ми ја кажуваше стрина ми. Еднаш дедо ми бил болен и морал трлото да го поместат стрина ми и макеја ми. Од мал си ја викав мамо, а до 8 годишна возраст мислев дека ми е вистинска мајка, како што раскажувам накратко во епизодата Шокантна вест. Сум отишол со нив за да ги гледам и откако тие почнале да ја поместуваат оградата, сум почнал да викам, да се нервирам и да плачам. Дедо, не го поместува вака трлото. Не сакате да ме слушате, вие ништо не знаете. Јас ќе му кажам на дедо. Сум пискал силно низ тој детски плач. Тогаш да знаеле да објаснат. И не само тогаш. Во многу други ситуации, ако нешто не ми било логично или не го правил некој така претходно, сум се бунал, а често и ќе сум се расплачал од што не ме слушаат. А од оваа перспектива, сваќам дека само требало убаво да ми објаснат, ништо повеќе. Требало да ми образложат зошто тие го прават тоа токму на тој начин. Или пак едноставно да кажат дека за извршување на една работа секој си има различен пристап, но важно е на крајот работата да биде завршена и резултатот да се оствари. Но како и да е, за тој мој инает, за таа моја пасивна лутина, имало многу случаи уште до наполнетите 5 години. Од друга страна пак, стрина ми и ден денес раскажува колку сум бил мирен како дете и дека моите роднини воопшто не се плашеле по неколку часа да ме остават наполно сам дома. Да се зачуди човек за спротивноста. Мирно дете со многу инает. Или пак некој да ги спореди ситуациите за тоа колку брзо сум научил да бројам и да читам. Едноставно ми доаѓа сега и јас да се замислам дали се работи за истото дете, ама истото сум, тоа љубопитното дете, кое додека баба му се обидуваше да го научи да гледа колку е часот, знаеше да й постави прашање. Како може да се чита 7 и 10, кога малата стрелка е на бројот 7, а големата на бројот 2, а не е на 10? Прашував за нелогичноста која окупираше мојата глава. И во тој момент недостасуваше образложение од нејзина страна. Тоа образложение во една реченица ни го објасни наставничката в забавиште неколку месеци подоцна и веднаш научив да го разбирам часовникот. Потоа, ќе каже некој дека инаетот ми бил негативна страна, не би рекол. Времето го покажа спротивното во многу подоцнежни животни моменти. Некои од нив ќе ги откриеме заедно во книгава. Продолжете. Животните мигови од раното детство ни стихови. Несвесна невиност. Леснотија воот што лета и пркоси на ветре без срам. О, слободо моја детска, во душава си ми уште знам. Безгрижно смеј се на сиот глас, безгрижно трчај во секој час. Планино, ах, родна убавино, колку само те гушкам, некогаш блиску, денес далеку, но беше и ми остана моето прво јас. Колку ли беше голем светот, не знаев. Колку имало пари, не помнев. Дали врне или грее, сметка не водев. Грижа и љубов имав од секаде, среќен бев. Праведност в срце, светкави искри во очи, искрена насмевка на лице, пргавост во снага, детска, незагадена чистина. Тоа ли беше таа невиност? Тоа ли е и сега таа невиност? Ја гледаш? Побара ја. Ја имаме уште, и јас, и ти. Разбуди ја, сподели ја, барем на секој кој ти дава грижа и љубов како кога бевме дечиња.
И уште сме, само ако сакаме. Овој пат нека биде свесно. Можевме ли поинаку? Можевме ли да ги избереме условите за нашето раѓање? Не. А можеме ли сега да ги избереме условите за нашето живење? Да. Кога ќе се изнервирав, жилата на вратот ми набабруваше, а целото тело преку невербалните потези ме издаваше колку сум нервозен. Во тие детски години било целосно несвесно. Тоа им даваше основа на другите да и се подсмеваат на таа моја реакција и да се дефокусираат од она што значи суштина. А суштината била токму причината за мојата нервоза. На тој начин не сум го помагал процесот за добивање образложение за некоја постапка, туку само констатација дека сум минаат, како да е моја мана, а и резултатот остануваше. Другите не сфатија дека убаво треба да ми ја образложат секоја постапка за да му биде логична на едно дете под 5 години. Ниту пак јас добивав волја да го променам тој инает во вистинска насока, бидејќи со подсмевот тој само ми се зголемуваше, а насочен во погрешен правец. Голем дел од тоа несвесно детско ниво, но со соодветен поттик. Сум бил премногу скромен, особено во однос на барањата и желбите, пред се оние кои имаат финансиски импликации. Дури и да имав некоја желба, сепак ја потиснував во себе. На долг рок, тоа знаеше да ми донесе многу фрустрации. Така ме учеа со поговорката мирното јагне ќе цица од 2 овци, а лудото не може ниту од сопствената мајка. И на краток рок, навистина ми даваше некои моментални и мали резултати. Но во многу животни сцени подоцна во растењето и развојот, таа преголема скромност ми создаваше одредени тешкоти кои ги надминував кога станував повозрасен. Зар дете помало од 5 години би имало свесност да постапува поинаку и подобро? Сигурно сум можел, секогаш може или можело подобро. Важен бил и ќе биде вистинскиот искрен поттик. Да бидеме подобри. Како деца, во раното детство најмногу се смееме. А тогаш не знаеме многу работи. Еве, например, на таа возраст не знаеме што се тоа пари. Љубопитноста на детето да ја оставиме да се развива, да се трудиме да му ги одговориме сите прашања, така што да не разбере, се извинувам, на многу едноставен јазик. Докрај. Се додека не добиеме детска прегратка од него. Тогаш ќе знаеме дека сме ја задоволиле неговата заинтересираност да го истражува се уште новиот и за него неистражен свет. Секој од нас носи инает во себе. Тоа е чувството на пасивна лутина. Некој го има помалку, а некој повеќе. Тоа е позитивна карактеристика ако се насочи во вистински правец. Например, ме подценувате, епа за инает ќе бидам најдобар. Да му го посочиме правецот на детето наместо да го прекоруваме за неговиот инает, како само тоа да е мана што треба да се отстрани. Не! Да му објасниме дека тоа е само карактеристика која често може многу да му помогне во животот. Во денешниот свет на развиена технологија и широко распространети социјални мрежи, иако тоа се мрежи за социјализација, општествени се, а не социјални во потесна смисла, и децата и возрастните немаат скромност. Таа е ретка појава. Ако пред 30 на години имаше многу скромни деца, сега многу од децата уште од најрана возраст сакаат да имаат се, сега и веднаш. А многу пати не знаат точно што е тоа што го сакаат. Поттикот им доаѓа најчесто поради тоа што и другите имаат, па посакуваат и тие самите да копираат. Барем така тоа го доживуваат, следејќи ги по виртуелниот свет или пак споредувајќи се во живо. Но и родителите, и наставниците, и општеството околу нив, на некој начин сите сме ние нивни воспитувачи, без разлика дали само индиректно учествуваме во нивниот раст и развој. Така, да внимаваме да нема ниту претерана скромност, како некогаш поодамна, ниту пак претераните желби, како во денешницава, да бидат задоволени веднаш и без приговор. Најубава е некоја поизбалансирана средина.
Да не му даваме на детето секој ден се што бара сега и веднаш, да си имаме свој систем на награди и казни. Најнапред ние самите да го почитуваме тој систем, за да можеме да бараме и детето да го почитува. Да постапуваме одмерено и постепено. Да го научиме дека се што ќе посака не е инстантно. И се што неговото око ќе види или уво ќе слушне, не е вистинито. Да му кажеме дека во животот ништо не паѓа така лесно Божем од небо, туку по заслуга. Наместо да му кажуваме не грижи се, тате, мама, чичо ќе среди, да го научиме да се бори фер и упорно да го заслужи тоа што го сака. Тоа е долгорочност. Тоа е среќно живење со ценење на се околу себе. Тоа е заработената пот што заслужува почит од сите. Кога секој од нас вака ќе постапува, полесно ќе може тоа да го бараме и од другите, заслугата. Најмалите да ги воспитаме прво ние, родителите и најблиските од семејството, но не како било, туку што е можно поправилно и попрактично. А потоа ќе има време тоа да го надополнуваат и наставниците, врсниците, интернетот, светот околу нас, кој брои над 7 милиарди луѓе. Тоа е сегашниот свет околу нас, голем, а сепак собран во еден мал мобилен телефон. И иако во согласно со податоците на Организацијата на Обединетите нации, околу 4 милиарди луѓе немаат пристап до интернет, од кои 90% се во земјите во развој, како што се голем дел од африканските земји, сепак токму една од специфичните цели на Организацијата на Обединетите нации е стремежот до 2030 година да обезбеди пристап до интернет и во помалку развиените земји. Оваа специфична цел речиси на 200 земји од светот под капата на Организацијата на Обединетите нации е во рамките на стратешката цел број 9 од вкупно 17 стратешки развојни цели на Обединетите нации за 2030 година, а која во фокусот го има вложувањето во индустријата и инфраструктурата и иновации. Важно е сите да бидеме информирани дека овие стратешки развојни цели се универзални, преточени на лично и индивидуално ниво и секој од нас поединечно треба да се стреми кон нивна примена. Тие не се некаде далеку од нас, туку се дел од нашиот секојдневен живот. Па така, очигледно е дека огромен број во денешницава, а во блиска иднина и буквално сите, ќе имаат можност да се поврзат преку интернет и на некој начин да влијаат еден на друг. Затоа, обраќајќи им се на децата, залудно е да се служиме со фразите ама во наше време беше вака и вака и ти мораш исто така да постапуваш. Потребно и ние да се симнеме во сегашниот нивни свет во ова актуелно време. Да се обидеме да ги разбереме, да ги поттикнуваме, но и да ги предупредуваме. Да се потрудиме да ги научиме и ние алатките што тие во денешнинава ги користат, за да им кажеме што од тоа е вистина, а што е лага. Што? Велите дека сте стари да учите такви работи? Не. Ова е време на доживотно учење. Да им го покажеме кредибилитетот на децата преку нашиот пример. Да бидеме од нив, да бараме од нив, да успеваат со труд, откако и ние ќе учиме постојано нешто ново, а тие ќе сакаат да не следат, наместо фрустрирачки да не слушаат. Ајде ние што порано да им го приближиме филтерот во многу реални животни мигови. Да им го објасниме животот зад сцената на социјалните мрежи, за да знаат, да можат да ги ползуваат нивните предности, а да бидат што посвесни за нивните недостатоци. Не може да ги оддалечиме од тој свет целосно, бидејќи тоа е нивната и наша сегашност, а тоа допрва ќе биде нивната иднина. Тоа е море од информации, најмногу од нив се онлайн присутни. Да научиме да ги селектираме и да ги проверуваме, и ние и децата. Тие ќе треба еден ден да ги имаат развиено вештините за ракување со овие или со сличен некој иден вид социјални мрежи и други интернет алатки. Ќе им бидат потребни за нивната професионална надградба, и тоа речиси за сите професии. Но да не заборавиме уште нешто. Секогаш да ги читаме правилата наведени во самата алатка, да знаеме над која возраст може да се користи таа алатка. Најчесто тоа е над 10 или пак над 13 години, а не под 5 години,
како што е чест случај во практиката. Сретнувам многу родители кои се фалат како нивните деца растураат на таблетот уште на нивната 2-годишна возраст. Нека уживаат во детството и на други начини, со убави игри во живо, со другарчето до нив, со соседите, со роднините. Првен да го почувствуваат и да го научат реалниот свет, а потоа виртуелниот. Не обратно. Затоа не е толку важно каде живееме, дали на село или в град. За малите деца поважно е каков карактер ќе оформат и како ние ќе придонесеме кон тоа со воспитувањето што ќе им го дадеме. Ајде да се запрашам. Одвој време да одговориш на овие прашања. Запиши ги одговорите. Уште сега одговори кратко со 2-3 збора на секое прашање, а пошироко во некоја работна тетрадка или на компјутер, на лаптоп, каде што можеш да ги зачуваш. Ако во твоето семејство има деца од оваа возраст, зборувај повеќе со нив за да ги дознаеш одговорите на дел од прашањата директно од нив. Тие со сигурност ќе ти одговорат поискрено. Какво дете бев јас до 5 години? Што сега јас би го посоветувал малиот или малата? На кои карактеристики и настани се гордеам и од кого учев? Што од тоа е применливо и денес во променетиве животни околности? На оваа моја сегашна возраст, во што може да ми биде ментор едно 5-годишно дете? Што можам од него да научам? Сега ве оставам во рацете на авторот на книгата. Насмевката е среќа што ќе ја пронајдеш веднаш по твојот нос. Том Вилсон. Фаза 2. Лични приказни детството во Долно Лисиче. Не е до местото на живење. Не е важно дали е село или град. И понатаму бев дете кој сака разновидни нешта, кој има многубројни желби. Но условите најчесто не го дозволуваат тоа. Дали многу сакав? Што е тоа многу? Не знам. Бев пргав до крај, колку што се може и каде што се има шанса за тоа. Сцена 6. Еј, еве, додека пишувам, веднаш ме облеа чувството што го имав при првото патување со автобус. Патувањето за Скопје ќе трае околу 6 часа, ми рече татко ми. Тој заедно со Батеславе и брат ми Игор беа задолжени за мојата преселба. Се сеќавам дека и покрај селењето, во еден дел од шкафот во куќата во Црноштица си оставив купче алишта. Таму цел живот има по некое моje парче облека. И сега да отидам, ќе најдам најмалку 7-8 парчиња. Но дете како дете, лекомислено мислев дека ќе се вратам брзо. Селото нема толку многу да ми недостига. Не знаев што значи тоа 10 месеци, 1 година. Бев превозбуден од првото возење со автобусот на кое се сеќавам. Едно ситно дете цел пат зборуваше и прашуваше без прекин. Тоа бев јас. Прилепено со образот до прозорецот, си поигрував со старата завеса. Се радував на секоја ситница. Ова беше нов поглед за мене. Нови бои на светот. Убаво. Ми се чини дека цел пат стоев додека се возевме. Како што бев малечко детенце, како еден мал кепец, само на некоја поостра кривина ќе ме занесеше возачот и ќе им седнев скут на татко ми или на Батеславе, а возбуден ужива во патувањето стоејки. Не ни сетив кога стигнавме. Сите натоварени со по некоја торба, поминувавме низ автобуската на Пролетерна Кале, така ја викаа моите, и пешачевме. Ќе одиме до Гранд Хотел за да фатиме автобус за дома, за Долно Лисиче, рекоа. Додека чекавме, повторно прашував, зошто се вика местото Гранд Хотел? Тогаш ми го покажа денешниот Holiday Inn. Тогаш беше тоа стар хотел со распадната фасада и со неколку букви во името што не светат. Полека почна да се навалува сонцето, да се приближува зајди сонцето. Но уште е топло. Средина на август, недела 2 пред тргнување на училиште. Ми беше интересна калдрмата. Како ли ги редат една по една сиве овие бетонски коцки? Се прашував, веќе не знам дали во себе или наглас. И еве полека стигнавме во Долно Лисиче. Ова беше кратко возење, помалку од 45 минути. Него ни почувствував како возење споредено со 6-часовното возење од Босилеград до Скопје истиот ден. Чекор по шекор пешачиме. Речи си сме дома, ми рекоа. Околу мене гледав по некоја куќа
и знам дека имаше насадено многу пченка во нивите. Свртевме во нашето мало, ми кажаа дека куќата ни е на крајот од улицата. И ете сме, на самиот крај. Пред мене две куќи во мојот видокруг. Првата, што ми се фати прва за око, беше висока бела куќа на 2 ката. Однадвор средена, мислиш кога да гледаш млади на свадба. Таа беше од мојата десна страна. И додека така забавив со чекорите, подзинат од убавата куќа, забележав одлево едно мало куќарче кое не бев сигурен дали е куќа или па гаража. Високо чиниш колку што се класиото на пченката до него. Сиво беше однадвор, само се гледаше темен малтер и едно мало прозорче на средината. Се гледаше запаленото светло, светеше со светла, силна жолта боја. Додека сето ова го забележував, направив не повеќе од 2 чекора и изустив гласно. Што е убава, ова ли е нашата куќа? Ги прашав останатите, покажувајќи со прстот кон големата бела куќа што ми се допадна на прв поглед. Не е, сине, ова е нашето. Стутканово мало и топло куќарче, ми рече татко ми со полупридушен глас, погледнувајќи го скришу Батеславе. Почувствував дека не им беше сеедно. Тоа непријатно чувство го прекина некој од нив и рече: "Ајде да видиме дали е дома мајка ти, таа не чека." Свртивме од другата страна на куќарчето, од кај што беше влезот. Таму забележав 2 големи прозорци со стари дрвени капаци што беа подотворени. Меѓу нив беше влезната врата, а пред неа мала стреја, трем покриен со плех и жица, со неколку алишта останати на неа. И толку. Влеговме. Што ми отворив надворешната врата, веднаш пред мене видов 3 собни врати. По една лево, право и десно. Ходничето беше мало со коцкеста форма, простор колку само 2-3 луѓе да стојат едно до друго, не повеќе. Лево имаше закачалки, а право стоја обесени над зидот врамени слики. Црно-бели. Беа повеќе, имаше убави млади луѓе на нив. Се отвори вратата одесно. "Ајде влезете," рече полничката жена со насмевка на лицето. "Ова е мајка ти," ми рекоа. Бев само 5 години. Не прашував ништо. Како да ми помина само една мисла низ глава. Како тоа дури сега ја запознава мајка ми? Или можеби така ми се причинува сега за таа помисла? Не сум сигурен, но знам дека таа ме гушна и веднаш ме однесе во бањата да ме среди целосно долгиот пат. Од тие први денови во новото место на живење ништо не ми остави некој посебен впечаток. Никако како тука да не е толку интересно како што ми беше в село. Ми не достигаше оној мој незаборавен селски пејзаж. Иако овде имаше многу џагор на улицата, сите беа некако многу поголеми, колку брат ми. Немаше дете колку мене. Тие денови ја собиравме пченката. Прв пат помага во таква работа. Целиот двор, околу 1000 квадрати, ми се чини дека е засаден со пченка. Кога ја исековме и собравме, се разоткри куќарчето. Сега се виде дека е куќа, а не гаража. Иако дневната соба беше тесна. Таму воедно беа и кујната и дневната соба. Еден кауч, една маса, мијалник за садови, шпорет на дрва, работна маса, низок фриждер и едно црно-бело телевизорче со антена на него што често паѓа. Телевизорчето имаше екран помало од сегашен најобичен лаптоп. Во спалната соба пак имаше двосет што се спушта како да е француско брачно легло. Кога ќе се спушташе, немаше место за ништо дополнително, зашто еден цел зид го покриваше огромен регал, шифонјер со неколку големи делови. И во таа соба имаше за мене интересен детај. Кога ќе влезеш, забележуваш одлево, кога вратата на спалната соба ќе се подотвори целосно, дека теписонот е исечен во форма на квадар. Кога тој дел ќе го кренеш, сваќаш дека во патосот, тука баш во ќошот, има капак рамен со подот. Ми покажаа подоцна дека е тоа мало подрумче. Од тука кога ќе се симнеш по поставената дрвена скала, влегуваш како во мал коцкест ров. Студено како во фриждер. Обкружен си само со тегли полни зимници, ајвар, лутеница, малиџано, а има и некои други вангли, поголеми садови. Од тие први денови се појави нешто интересно за мене.
нешто за кое подоцна се подбиваа со мене. Тоа беше планината. Кога ќе излезев од влезната врата, гледајќи кон југ, натаму немаше куќи. Нашата беше последна. И потоа пред тебе се отвора видик. Така подалеку, но не многу, се гледа планина со два врва, китка. И мене, како на дете од 5 години, тие два врва со преслопот пред нив ми заличија на преслопот на кој се наоѓаат фармите на мојата планина Црноок. Планината на која се простира моето село Црноштица. И кога првпат го догледав тој преслоп, радосно извикав: "Ене ги таму, тоа се фармите, тоа е Црноок. Ако тргнам пешки ќе стигнам в село." Но не. Тоа беше друга планина, а мене очигледно само ми недостигаше моето родно село. Особено ми недостигаше љубовта на стрина ми и на бате Дашо, кои многу ме чуваа додека живеев таму. Кога некој одеше натаму, им велев: "Поздравете ги сите", ама нив посебно. Сцена 7. Ти велам со патнику, токму во моето мало на двете улици, каде што нонстоп имаше детска бркотница, немаше ниту едно дете на моја возраст. Бев најмалиот, само Јовица беше 2 генерации постар од мене. Другите беа колку брат ми, 4 училишти генерации пред мене или пак повеќе. Ловеа мали рибчиња што пливаат во каналот за наводнување на нивите, па ќе ставеа песок до половина и ги чуваа во тегли. Тоа беа тие детски аквариуми. Се надпреваруваа кој ќе фати поголема рибка. Имаше и убави, шарени, симпатични рибчиња, но јас ретко одев со нив. Жешки беа тие денови, а велеа дека имало понекогаш и змии низ каналот, па да не се исплашам. Во тие години меѓу децата најинтересни беа клик-клак топчињата. Нам дома подоцна ни купија, имавме само еден пар црвени. Не се научив кој знае колку да тропам со нив, ама брат ми беше најдобар од сите во маалото. Можеше да тропа со нив горе долу нон-стоп, без прекин, со забрзување и забавување. Некогаш ги удреше и прстот, ама сепак продолжуваше. Се зарази со нив. Знаеше цело мало дејчи кога сите деца одеднаш ќе тропаа и се надпреваруваа меѓусебно. Викавме на сет глас по цела вечер. Радосни детски викотници што се слушаат наддалеку. Си игравме доста и со џамлеи. Тоа мене ми беше интересно, но што и да играв, бев некако на маргините, бидејќи како најмал од сите секогаш последен доаѓав на ред. Во тие денови на игра се сеќавам и на првиот училиштен ден. Мене ме однесе мајка ми под рака и се начекаа на улица со уште 3 други мајки. Тетка Сунчица, на Саши и на Биле мајки, тетка Сузана, на Кики и на Љупка и тетка Тина, на Сања. Пешачевме кон училиштето. Ни рекоа дека има 1 километар. Ни зборуваа да се дружиме, затоа што наскоро ќе си патуваме сами кон и од училиштето, како едно друштво. Бев среќен што разбрав дека имало во близина деца кои се на моја возраст. Иако не живеат баш на моите најблиски 2 улици, сепак се веднаш подолу, блиску се. Одејќи така ја прашав мајка ми: "Кој е она циганче?" Погледнувајќи кон Саша, правилно име му е Сашко. И не го прашав тоа со некоја зла намера, ниту пак него, ниту кон ромската заедница, но во тоа време така сум наслушнал, веројатно уште од село кога ми раскажувале за малото во кое живееле само роми. Не велам дека било правилно, особено не од оваа моја сегашна перспектива, но тогаш немало никој од моето окружување кој би можел правилно да ме научи. Уште од тогаш ме научија на многу предрасуди и стереотипи, наместо да ме учат како не треба да ги имам. А јас бев само дете. Другите повозрастни во моето обкружување немаа соодветно образование за да знаат да ми укажат на правилни работи. Во тој момент на мојата реакција таа ме прекори, ми рече: "Молчи, немој да ти се налути, не е циганче, заедно ќе си одите на училиште, ќе се дружите." До ден денес останавме најдобри другари. Кога влеговме во училиштето, не сместија во училницата за забавачиња, веднаш до канцеларијата на наставниците. Училиштето тогаш се викаше Основно училиште Кузман Шапкарев и имаше само 3 училници. Таа кај што бевме ние забавачињата и уште 2 други. Таму учениците се менуваа во смени. Прво и второ оделение беа во една смена, а во другата трето и четврто. Во училницата кај што бевме ние имаше убави слики над зидовите од некои цртани филмови од тоа време. Имавме коцки за играње, а седевме едни спроти други по четворица заедно.
Ние од нашето мало седевме заедно. Саша, Кики, Сања, јас, а со нас беше и Љупка. Љупка, иако помала една година од нас, сепак со нас одеше во забавиште. И следната година пак исто. По тоа време и мајка и почна да оди на работа, а немаше градинка во близина. Па да не биде сама дома, дете на 4-5 годинки одеше со сестра и Кики со нас заедно. Биле пак, Билјана, сестра му на Саше, беше помала 2 училишни години од нас. И ни не дружеше кон и од училиште. Но затоа си бевме екипа за игри по нашите дворови. Иако тие почесто се собираа, бидејќи нивните родители повеќе се дружеа меѓусебно, кај Саше понекогаш ќе отидев да играм Nintendo. Супер Марио беше видеоиграта на нашето детство. Правевме сложувалки со тетрисите. Ни беа многу интересни тие игри, но целото слободно време не го поминувавме играјќи ги само нив. Туку имавме силна желба да излеземе потоа надвор и низ другите друштвени игри во живо да си раскажуваме кој до кое ниво стигнал со тетрисите или пак во Супер Марио. Сакавме да се смееме во живо. Времињата од тогаш се сменија. Многу настани во нашите животи се променија, но ова наше друштво остана да другарува и до ден денес. Само Сања некаде во средношколските денови се пресели со нејзиното семејство во Германија. А ние другите, доскоро сите во Долно Лисиче, а сега на разни страни. Ама барем во Скопје сме. На крајот и не е важно каде сме, туку колку сме поврзани и се почитуваме едни со други. Сцена 8. Уште од кога паметам за себе, имав желби поврзани со уметноста. Таа жичка во мене од секогаш постоела. Штом дојдов во Долно Лисиче, посакав да ми купат гитара. Претходно в село Братучедите имаа хармоника. На неја сакав да учам некои од ората што ги свираа тамошните соседи. Прво при срце тогаш ми беше Ужичкото оро, српско народно оро. Се обидов на хармониката неколку пати да го свирам, ама немаше кој да ме научи правилно. Слично беше и со гитарата. Да бидам искрен, кога прв пат видов гитара на телевизија, помисли дека оние бели точки под жиците се вистински испакнати копчиња што свирачот ги притиска со прстите додека свири со левата рака. Тие ми беа најинтересни на прв поглед, иако всушност не постојат копчиња на гитарата, туку гитаристите само играат по жиците со нивните прсти. Но како и да е, тогаш моите се потрудија малку и ми купија едно гитарче. Да, беше гитарче во деминутив, нешто како полуиграчка. Поголемо од играчка, а многу помало од вистинска гитара. И жиците не беа оригинал. Беа тоа некои чудни жици што испуштаа пискав звук. 4 жици само, а сите некако слични и остри. Но се тешам и да беше оригинал гитарата, пак немаше кој да ме научи во тоа време. Кога ќе погледнам во минатото, како да бев одсечен од многу работи. Немаше тогаш YouTube за да научам, например, од некој туторијал како се свири на гитара. Технологијата од овој степен на развој за нас беше непознат поим. Во тоа време, 1993-94 година, за прв пат дома во Долно Лисиче ни воведоа фиксни телефони. Мобилен телефон, интернет, не сме ни знаеле што е тоа. А како за Беља, далеку беше центарот, околу 10 километри. Верувам дека во центарот и во тие години имало барем некој училиште во кое би можел да научам да свирам. Ај што беше далеку, туку и ние немавме автомобил, автобусите беа ретки, навечер дури двојно поретки од оние што дневно има редок распоред. Многу поретки од ретките. За еден ист автобус се работи, бројот 31 на ЈСП Скопје. А такви специализирани училишта за свирење на инструменти, без разлика дали приватни или државни, моите не знаеа каде се наоѓаат. Не дека се потрудиле да се распрашаат, а верувам дека и ден денес не знаат. Ете, поради тоа беше тешко да си исполнам таа тогашна желба до крај. Имаше една интересна сцена некоја година подоцна. Ми дадоа да завршам некоја работа сам на вториот кат од куќата. Во тоа време веќе го изградивме и тој кат, но само како карабина, несреден, неопремен. И на пауза си го земав гитарчето, цел ден самиот си вежбав. Тие денови една песна од XU хитовите ми се вртеше во главата. Рефренот почнуваше: зелени су биле очите, зелени беа тие очи. И некако ми изгледаше ритамот сличен и лесно повторувачки, решив сам да се обидам да научам да ја свирам.
Не успеав целосно, но по звукот што го продуцирав од моето гитарче, тоа беше најблиску што некогаш сум отсвирил која и да е песна на гитара. Целосно аматерски. А во тие детски години многу го сакав тоа. Но времењата, желбите и приоритетите се менуваат. Слично беше и со мојата љубов кон игроорната, македонските народни ора и фолклорни песни. Во тоа време, додека учев во забавиште, а уште повеќе од прво оделение кога седав веднаш до Даре на првата клупа, имав најголема желба да одам на проби и да настапувам. Може би дека Даре беше уште од тогаш игрорец, па мене уште повеќе ми се појави таа желба. И тогаш неуспешно. Немањето автомобил повторно беше еден од изговорите, иако тогаш во Драчево многу активно беше културно-уметничкото друштво Китка. Драчево е на околу 3 километри од кај нас дома, околу половина час пешки, но имаше и други изговори, како например дека сум најнизок од сите. Навистина така беше. И дека ќе ми се смеат на игрорна и децата нема да ме дружат, што тврдам дека немаше да биде така. На крајот компромисот го направи татко ми. Ајде, кога ќе бидеш четврто, пето оделение, ќе почнеш да одиш. Тамам до тогаш се надевам ќе купиме и автомобил, велеше тој. И што да правам? Бев само едно дете од 6-7 години, што има разни желби, а живее во семејство и во место во кое животните услови буквално им се подсмеваат на тие желби. Моите купи автомобил кога бев 7 оделение, едно убаво бело југо, а пред тоа некаде во 5 оделение кога учевме во Драчево, зашто во Долно Лисиче училиштето беше само до 4-то оделение, татко ми ме праша дали уште сакам да одам на игрорна. Зборував со Даре, тој за тие 4 години помина многу нивоа, имаше неколку настапи и ми рече отворено. Мики, сега ако почнеш, ќе треба да одиш во почетна група со тие што се сега забавачиња или најмногу со тие што се прво оделение. И постојано ќе бидеш во нивната група, ми објасни тој. Затекнато таа вест, дома само кажав дека немам веќе желба да одам на игрорна. Некогаш бев премал, а сега сум преголем. Сцена 9. За разлика од уметничките желби, првата голема спортска желба некако барем делумно си ја исполнував. Моето големо хоби од тие години – фудбалот. И како што нешто малку раскажувам и во епизодата 9 – фудбал, тоа беше мој секојдневие уште додека живеев в село, во Црноштица. Речи си секоја вечер на планината на местото Рит, се собиравме голема екипа од деца и млади, машки, женски мешано, додека го чекавме добитокот да се врати од пасиштата. Низ игри, низ смеа знаевме да изиграме и по некој прекрасен надпревар. И тоа само на таа мала рамнинка на стрмната планина Црноок. Имаше случаи кога топката ќе ја шутнеше некој подалеку и таа ќе се стркалаше по ливадите, ќе се заглавеше во грамушките. Па се организиравме како да ја најдеме најбрзо, а да не се стемни. Со тие игри нашата детска енергија се зголемуваше уште повеќе. Но за жал, мала кочница почна да ми прави бронхитисот. Бев на лекар во градот и 7 дена поред ми удира инекции. Меѓу другото ми препорачаа да не се потам премногу. Како едно од најмалите деца и во тоа друштво почнав спонтано да станувам голман, да бранам. Така помалку ќе се потам, а ќе бидам дел од играта, си велев во себе. Го засакав бранењето за кратко време, уживав во таа улога. Кога дојдов во Долно Лисиче, и тука игравме. Иако играњето беше поретко, сепак се снаоѓавме. Комбиниравме некогаш фудбал, некогаш кошарка. Во тој период омилено ми стана во нашето мало да бидам судија и коментатор во исто време. Како се случи тоа? На нашата улица има една куќа во која никој не живее. Човекот ја изградил во 80-тите, па потоа го викнале на работа во Крива Паланка и се преселил таму. Доаѓаше 2-3 пати годишно само да зачисти малку. Таа куќа и тоа дворче ни беа супер местенца за игра. Од едната страна поставивме мали стативи за да шутираме пенали во фудбал. Но игравме само кога сме тројца. Обично певме јас, брат ми и Јовица. Мораше еден од нас да застане зад голманот и да ја фати топката во случај голманот да не успее да одбрани, бидејќи зад голот имаше нива и собствениците не се караа ако нешто од насаденото скршиме или изгазиме играјќи се. А тие беа чудни соседи што со никого не разговараа, па не сакавме да си имаме проблеми. Но колку и да внимававме, топката знаеше да избега. Кружна е, се тркала на секаде. Затоа можеби малку и под присила, наместо фудбал, одлучивме почесто да играме кошарка. Закачивме еден кош од другата страна на оваа празна куќа.
Обичен железен обрач од арматура, без табла, без мрежа. Бев најмал не само по години, туку и по висина. Од тогаш почна и брат ми Игор и Јовица да ме викаат Мали, мојот прв прекар. Во такви околности кошарката слабо ми одеше. На телевизија во тој период гледавме многу надпревари од кошаркарската лига на САД, NBA. Бевме заразени. Сите навиваа некако за Чикаго Булс. Мајкл Џордан беше светски идол. Па брат ми Јовица во игра 1 на 1 се надпреваруваа кој е подобар. Во неколку надпревари играат, а јас стојам подпрен одстрана на дрвената бандера, малку подкачен на купче песок останато тука од некоја градежна активност. Паралелно сум и спортски коментатор и судија. Боже ми, таа улога беше таква од која нема да се потам поради бронхитисот, а да бидам пак активен дел од играта. Брат ми беше постар 3 години од Јовица. Повисок можеби 1 глава од него. Речи си секогаш го победуваше. Но и тој не се предаваше. Па бев очевидец на неколку неизвестни надпревари со многу пресврати. Наполно непланирано, еднаш не пратија по некоја работа в поле низ каналот. Бевме само ние тројца. На пауза поставивме 2 импровизирани стативи и игравме фудбал. Тоа беа поголеми камења и некој колче колку да се гледа докаде е голот. Јас бранев, а брат ми Јовица игра еден против друг. Таа игра ја викавме Викторија. Во еден момент од играта брат ми направи брз дриблинг и неочекувано со свртување силно ја шутна топката кон голот кон мене. Се фрлив до самата статива, се испружив на земјата колку што бев прилично низок и одбранив. Не примив гол. Тоа беше моја прва парада во животот како голман. На црн нерамен терен, сред поле обраснато со трева. Но и покрај условите, барем желбата за играње фудбал, колку толку ми се остваруваше. Во неја наоѓав радост и создавав среќни мигови за паметење. Уште од тогаш некако сватив дека условите тешко ќе ги сменам. Ама затоа можам самиот да изберам дали ќе се радувам на неколкуте мали нешта или пак ќе тагувам и ќе се нервирам поради многобројните фрустрирачки моменти што ми ги даваше животот на тацна. Сцена 10. Тие денови додека одевме во забавиште, 3 активности некако ми одбележаа таа цела училишна година. Првата активност беше читањето. Уште в село ми има научено да читам, додека бев помал од 5 години, прилично брзо учев. И кога ги видов лектирите на брат ми се израдував. Беа тоа лектири за 4-то одделение во кои јас уживав. Ако не се лажам, имаше 12 лектири. Ги прочитав сите до една. Подоцна, во прво одделение, кога ја учевме азбуката, додека речиси сите читаа зборови, изговарајќи ги го секој збор прво буква по буква, мене ми беше малку здодено. Со уште 3/4 со ученици ги читавме зборовите целосно, директно. Тоа време додека другите читаа полека, ние имавме време да прочитаме и други текстови и да ни биде интересно детството на училиште. Втората активност ми беше рецитирањето. Уште на таа возраст уживав да рецитирам стихотворби. Ми беа некако певливи. Ми се лепеа за срце и ми беа лесни за паметење. Наставничката знаеше неколку пати да ме однеси во поголемите одделенија за да рецитирам. Ќе ми даде едно столче. Се качував на него, со поглед ќе го опфатев целото тоа одделение и ќе рецитирав. Уживав во аплаузот што ми го дава, иако речиси никој од нив не го познавав лично. Се чувствував пресреќен. И третата активност ја заокружи учебната година во забавиште. Кон крајот на учебната година, наставничката подготвуваше представа за успешен крај на деновите како забавачиња. Во таа представа сите имавме по некоја улога. Јас и Љупка бевме во главните улоги. Јас принц, а таа принцеза. Дојдоа сите роднини да не гледаат. Атмосферата беше прекрасна. Знам дека Љупка има само една фотографија од тогаш, таа во едно бело фустанче додека се подготвува дома за настап на завршната представа. А јас за жал немам ниту една фотографија од таа наша прва представа. Тогаш беа ретки фотоапаратите, барем во моето обкружување. Но и да нема фотографија, тоа незаборавно чувство прекрасно ми ежи кожава еве и по цели 25 години. Да имало фотографија, можеби ќе заменела 1000 зборови. Но ова чувство не се пренесува преку фотографија. Тоа вака зачувано во срцето се прераскажува само во живо, со животна енергија, со жар во очите. Или барем се преточува на бел лист хартија кој ќе му даде на читателот
слобода да го воспреми. Дамнешните детски успеси да предизвикаат повторно чисти невини насмевки. Верувам дека и ти имаш по некој таков сличен момент. Какво е чувството денес? Олабави се и насмевни се со тоа детско срце во тебе. Од улица до училишна клупа ни стихови. Детска ми радост. Ах, воздуху нов, свеж ли си? Еј, автобусу стар, каде ме селиш ти? О планино убавино, ќе ме гледаш ли? Их, поле широко, прегрнуваш ли и ти? А ти нов доме, ме сакаш ли? Желбиве надоаѓаат и извираат често, но тешко е гледам, бавно е чинам. Детската ми радост се виори, а срцево ми вгради жубори, врело жубори. Врело однатре, постудена реалност однадвор. За да се стопли, треба потта да се лее. Проучи го светот низ букви, сонувај далеку од сега, оваа сегашност поттик ми е. Играј си и чувај се со себе, со другарчињата. Тука ќе си секогаш, тука ќе си понекогаш. Ферсум што направам, сите ќе се така, си велам. И оди исправено напред, допрво одот ќе ти тежи, душаво од среќа ќе ежи. Имам верба, надеж имам, од сон за јаве копнеам. Можевме ли поинаку? Како што прашав која куќа е нашата и како што постојано поставував милиарда различни прашања потикнати од мојата љубопитност, убаво ќе беше да поставам прашање во однос на дилемата што ми се појави првиот пат во однос на мајка ми. Нејаснотијата која ме мачеше како тоа толку години од мал сум живеел на село, а не се сеќавам на мајка ми. Тие прашања требало да му ги поставам на татко ми или барем на брат ми. А и тие можеле ли поинаку, особено татко ми? Може ли да ме седне еден ден и да ми ја каже вистината? Сега велам, така требало да биде, но можеше многу лесно да се предизвика непријатна ситуација. Тоа можело да се случи ако, например, ја дознае вистината во присуство на маќеја ми, од која можеа да се очекуваат разни неочекувани реакции. Сепак бев само мало дете кое многу работи се уште не може да ги разбере. Се прашувам дали можеа моите родители да изнајдат начин за да ми исполнат барем некој од неколкуте уметнички желби. Дали имале доволно желба тоа да го направат? Иако обидот за исполнување на желбата со купување на гитарчето на почетокот предизвика среќа кај мене, сепак подоцна повторно се разочарав, бидејќи тоа воопшто не ми служеше. Слично беше чувството и во однос на фолклорните ора и песни. Си велам, не морало сите желби да ми се исполнат, но жално беше што ниту една желба, баш во тие години, во тој налет на емоции, на залет, на страст, не ми беше исполнета. А сум имал заслуга за тоа, барем да избереа онаа моја желба за која биле потребни најмалку финансии. Но немајќи право на глас, како едно мало дете, единствено што зависеше од мене е да изберам да бидам среќен со ништо посебно, речи си. Тоа пак, подоцна ми донесе многу повеќе среќа. Потоа во животот кога почнав да имам по нешто, повеќе од претходно, во кој да е смисла, бев пресреќен. Така што навистина, секое лошо за добро е. Применувањето на принципот на сениоритет од децата на мојата улица во однос на сите детски игри не беше фер. Па зар постарите деца имаат право повеќе да се играат од помалите? Да научиме дека играта е игра. Тоа што некој од фамилијата раскажувајќи го употребувал зборот цигани за луѓето кои живеат во нашето село, кои биле различни, а и уште ако тоа било кажувано со подсмев, е тотално погрешно и навредливо. Оваа практика во кое било семејство треба да се искорени, како што јас со текот на годините ја искоренував во моето семејство. Ромите, како кои да било други, пред се се луѓе. Што поскоро ние возрастите да ги отфрлиме предрасудите што ги имаме. Таквите предрасудите не им ги всадуваме на децата во нашите семејства. Туку напротив, да ги учиме на разбирање и почитување на сите различности. Во светот постојат многу различни луѓе, но сите се луѓе од крв, од месо и со душа. Сите тие луѓе не се исти, но се еднакви во нивните права. Например, сите ние имаме право на работа, а не на просење по улици.
Во таа смисла му благодарам на моето семејство што ме воспита секогаш да се трудам, да работам, а кога немам да се воздржам, да работам уште повеќе и да бидам трпелив. Но не ме учеше ниту пак ме злоупотребуваше да молам или пак да просам. Денес со радосно срце постојано го купувам списанието лице в лице. Така социјално загрозените категории ги потикнувам да заработуваат и да придонесуваат во нашата заедница. Затоа велам да, за да даваме, да донираме таму кај што е потребно, но за злоупотреба на децата и за просење на улица, големо не. Верувам дека моето здравје во детството повеќе ќе го зачував доколку на секое потење ја пресоблекував маицата. Организмот уште од дете ми беше таков што многу ми лачеше пот. Исто ми функционира и сега. Сето тоа надополнето со мојата пргавост само ми го отежнуваше лекувањето на бронхитисот. Но и покрај примените инекции и лежењето во Центарот за белодробни заболувања во Козле, Скопје, начинот на лекување не можел да се заснова само на тоа да му спречите на детето да трча, да престане да биде физички активно, да игра фудбал, што му е омилено хоби. Тоа реално предизвикува повеќе и почесто перење алишта. Подоцна сватив дека тоа беше еден од тогашните проблеми на мајка ми, која беше домаќинка. Очигледно најлесно било да се забранува секакво детско играње. Откако се повеќе ги разбирав вистинските причини за таквиот начин на лекување, се повеќе ми надоаѓаа фрустрации. Ќе беше поинаку ако се борев повеќе да ми дозволат моите да се дружам со друштвото, кое го сочинуваа мои врсници, оние со кои пешачевме заедно кони од училиште. Можеле ли моите да разговараат повеќе со мене за да дознаат кое друштво најмногу ми одговара? Не секогаш на децата од две семејства им одговара дружбата, како што таа им одговара на родителите од тие две семејства. И обратно. Да бидеме подобри. Ако сакаме со нас детето да биде отворено и да ја кажува вистината, тогаш најнапред ние самите да му ја кажуваме вистината. Важните ситуации, како што во мојот случај тоа беше да ми соопшти дека мајка ми е почината, а живеам со маќа, не е во ред да се одложуваат, да се избегнуваат, ниту пак да се премолчуваат. Несаканите последици може да бидат поголеми. Ако сакаме да бидеме најблиски до нашето дете или до детето од нашето семејство, тогаш да преземеме одговорност, ние да му ги соопштиме најгорливите, најличните, најтаинствените прашања и да му помогнеме да ги отстрани дилемите во главата. Така тоа ќе стекне повеќе доверба во нас, да му го објасниме тоа подетално на убав, разбирлив, а пред се на пријатен детски начин. Да ги потикнеме децата да се играат повеќе, да ја запознаат природата, да го истражат светот околу нив, колку повеќе се играат и колку поразлични игри играат, толку повеќе ја развиваат својата креативност. Според релевантните истражувања и проценки на Светскиот економски форум, токму креативноста е една од карактеристиките која ќе биде најпотребна за извршување на работните задачи во иднина. А децата се иднината, да им дозволиме да ја развијат нивната емоционална интелигенција. Така подобро ќе напредуваат, да им дозволиме да уживаат е толку едноставно. Ако детето изразува желба да имитира некој суперхерој, тоа е знак дека ќе развива вештини на лидер. Ако си игра со лего коцки, ги подобрува вештините за поврзување и соработка. Ако пак детето има омилена играчка, например кукла, и се грижи за неа во текот на поголемиот дел од денот, ги развива организаторските способности. Нека се открива тоа самото. Да му го дозволиме тоа, да најдеме решенија за да ги развива своите способности кои некогаш ќе му донесат предност во животот на возрастните. За емоционалната интелигенција многу повеќе може да се прочита во истоимената книга на Даниел Голема, и тоа со повеќе научна подкрепа. Вреди да се прочита, зашто е многу корисна пред се за нас возрастните. Да се потрудиме да им воспоставиме систем на награди и казни. Да го почитуваме. На тој начин ние се почитуваме себе си, а и децата ќе го гледаат она што го правиме. Така кога ќе видат дека го правиме токму она што го кажуваме, ќе ми ја зајакнеме довербата за да ги практикуваат понатаму нашите поуки во посилен интензитет. Родителите имаат право, но и должност да се грижат за нивните деца и да го остваруваат родителското право. Тоа е родителска одговорност на секој што решил да стане родител. Не секоја желба заслужува да биде исполнета, но фрустрирачки е сите желби да бидат одбиени. Потрудете се вие самите за да се потрудат и децата.
А ако не се потрудат тие, тогаш не подарувајте нешто напразно, бидејќи на тој начин само свесно или несвесно ги онеспособувате во многу аспекти. Наполно идентично како и возрастните, сите деца се различни, но еднакви. Не се исти, туку еднакви. Например, тие имаат еднакво право да се играат, помалите да учат од поголемите, но да не се почувствуваат отфрлени и маргинализирани во друштвото. Да ги научиме децата дека сите имаат еднаква шанса да бидат дел од играта, независно од возраста, полот, бојата на кожата и други измислени критериуми за подалба. И додека се мали, под 10 години, да бидеме ние ветерот во нивниот грб, за да се дружат повеќе. Нека се социализираат во живо, на нашата улица, а не на нашиот или пак уште полошо на нивниот профил на социјалните медиуми. Ако сакаме да дознаеме дали еден човек по душа е повеќе добар или пак повеќе зол, да го пуштиме во соба во која има само деца. Ако е добар, по 10 минути сите или повеќето деца ќе му се обезат околу вратот. Ако е пак повеќе зол, децата ќе се играат сами во ќошот настрана, подалеку од него. Децата многу добро ја препознаваат нивната интуиција и го следат говорот на телото на возрастните. Не е важно само каква и колку добра поука ќе му кажеме на детето, туку исто толку важно е и како поуката ќе му ја соопштиме. Слично и со возрастните, само за децата бара поголемо трпение, подетално објаснување за да ги разбере последиците. Многу важна е и причината, мотивот поради кој на детето му даваме определена поука, наредба или пак нешто му забрануваме. Да бидете искрени кон себе си и кон нив, тие ќе го забележат вистинскиот мотив. За да оцениме кое друштво е најсоодветно за децата, да тргнеме од нивниот интерес, меѓусебно разбирање и желба за дружење со тие деца. Да не тргнуваме од тоа дали родителите на децата од две семејства се вклопуваат во дружењето или пак не. Но да бидеме и внимателни. Децата најчесто ги копираат возрастните низ дома, така што тоа секако ќе се пренесе и меѓу нив. Со кого поминуваат повеќе време, помалку или повеќе, на него ќе се приспособат. Со кој си, таков си. Велевме ние, како мали. И има многу вистина во тоа, еве сега гледајќи од очите на еден возрастен човек. Сепак укажете им на децата дека со некој може да се дружат и само поради една причина, една особина која им е соодветна, иако другите особини не им одговараат или пак не ги одобруваат во согласно со нивниот систем на вредности. Ајде да се запрашам. Кои игри ми беа омилени како дете и кои развиени вештини од тие игри денес ми помагаат во професионалниот живот, а и воопшто во животот? Кои предрасуди и стереотипи ги имаше моето семејство додека бев дете? Од оваа перспектива, кои од забраните во детството биле оправдани бидејќи зависеле од надворешни фактори, а кои зависеле исклучиво од одлуката на моето семејство? Во однос на децата во нашето потесно или пошироко семејство, во текот на 3 месеци, колку пати им исполнувам желба, откако ќе има некоја заслуга од нивна страна? А во истиот тој период, колку забрани имало од моја страна, ако децата не си го исполнат ветеното? Толку за вечера. Продолжуваме ние понатаму со второ видео.